Бројни конференции, дебати и дискусии за јакнење на социјалниот диалог ќе се случуваат во наредните 3 дена во Штип. Најава за присуство на високи гости, представници од различни сфери, како и најава за присуство на председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски. Работничките права во време на корона е генералната тема на Сдруженијето на текстилните кожарски чевларски работници. Гласен текстилис кој по 4ти пат организира Текстилијада. Македонскиот Манчестер, центарот на текстилната дејност во државата, длабоко е навлезен во здравствена и предсе економска криза. Ова е само дел од констатацијата на представниците на овој невладин сектор, според кои во време на пандемија се случуваат нерегуларни отпуштања од работа и се евидентираат разни форми на кршење на работничките права во секторот кожарство, чевларство и особено во текстилниот сектор. По 4ти пат Сдруженијето Гласен текстилец од Штип го организира настанот Текстилијада, се одржува во периодот од 15 до 17 октомври, како и претходните години, така и оваа година. Тие 3 дена ќе бидат со повеќе активности. Дополнително за активностите ќе кажа Денис и Благојче, меѓутоа од она што мене ми представува огромна чест и задоволство е дека овој пат, оваа година, во време на оваа социјекономска криза која не зафати и нас и цел свет поради пандемијата со COVID-19, прв пат ќе разговараме и со председателот на државата Стево Пендаровски во однос на овие прашања. Ќе ни биде почесен гостин. Прв пат го отвараме и локално економско-социјалниот совет во општина Штип. Прв пат се сретнуваат сите чинители во нашата општина, се со цел да продолжи социјалниот диалог на локално ниво, кој што ќе му дава идеи и сугестии на националниот лес. Друго, продолжуваме со Стрипот, кој што веќе второ издание, продолжуваме со Весникот, веќе трето издание. Строги санкции за секаков вид на дискриминација по однос на работниот ангажман на лицата во текстилната бранша, како и јакнење на социјалниот диалог на локално и национално ниво. Ова се дел од темите кои ќе бидат третирани во наредните 3 дена во Штип. Организаторите најавуваат и други бројни содржини. Во рамките на 4-та Текстилијада годинава ќе се одржи онлайн конференција насловена како Дискриминација без закон за дискриминација. Насловот не е случајно одбран, бидејќи законот за дискриминација претрпе неколку измени. Прво беше изгласан, потоа беше искинат. Ве поканувам да го проследите овој настан на кој ќе се зборува за родово базираната дискриминација на пазарот на трудот, за женските работнички права во Косово, како и за законот за дискриминација. Исто така, дел од Текстилијадата оваа година ќе биде и проекцијата на филмот по жанр комедија, убивајќи го Бога, кој што ќе се проектира во мултимедијалниот центар в сабота во 20 часот. И тука сакам да напоменам дека поради пандемијата со коронавирусот, бројот на присутни, односно дека е во затворен простор, ќе биде ограничен. Имаме поставено линк на самиот ивент на Facebook, преку кој треба заинтересираните да се пријавуваат. Градот на текстилот конечно ќе добие спомено обележје посветено на текстилните работнички, изработено од академскиот скулптор Андреј Митевски, а споменикот на трудоинтензивниот представник од текстилната фела ќе најде место во паркот на Суитлак. Мислам дека нема жител во овој град, нема фамилија која што не е допрема лично од текстилот. Сите го знаеме значењето на текстилната индустрија и на текстилните работнички во овој град. Мали страшни приказни на големите хероини, збирка на лични истории на текстилни работнички ќе бидат промовирани во текот на утрешниот ден. На утрешната дебата ќе се проговори за темата дискриминација без закон за дискриминација. Учесниците во дискусијата ќе се обидат да одговорат на прашањето како да се изнајде заедничко социјално решение и диалог на локално ниво во време на пандемија. Четвртото издание на Текстилијадата ќе биде поддржано од Олфе Палме, Интернационален центар, Шведската агенција за соработка, општината Штип, Хелсиншкиот комитет за човекови права и Фондацијата Отворено општество Македонија.